Дали нешто ќе сменат овие брзи тестови се најавуваат од понеделник, дека ќе почнат? Ние набавивме 4000 тестови, Здравствен дом Скопје, во производствени капацитети СЗО вели дека тие 4000 ќе сменат да позитивно, меѓутоа најчесто тие се барат за оној момент кој на некој му треба за 15 до 20 минути да постави диагноза, позитивен или негативен. Меѓутоа Треба тие се за лабораторија за скрининг. нив или не? Лабораторија микробиолошка не, меѓутоа треба да има простор, опрема и кадар. А таа ќе биде согласно нашиот договор во Ѓорче Петров. Дека рековте не се тие како за тестови за бременост, бидејќи некаде се продаваат во околните земји. За да ја Ако е толку едноставно, зошто да не може луѓе да си купуваат во аптека, барем ако се 1000 денари да не плаќаат 4-5? Луѓе чекајте. Значи не може медицина во домашни услови секој да си прави. Ја малце не на подсмев, него за да им кажам на луѓето дека ова не е тест за бременост. Затоа велам простор, опрема и кадар. Не реков било кој дома да може да си ја прави. Ова не е тест за бременост. Прво, вирусот е контагиозен. Вирусот може да се пренесе. Треба да имаш таква опрема околу себе, за да можеш да ја работиш. Треба да бидеш остручен тоа да го работиш. Онда ако е така, замислете ја Гоце оваа опција. 2 милиона тестови во трафика, кај што се продаваат и цигари, 2 милиона тестови, и народов нека си купи по еден тест и дома нека си направи анализа. Онда зошто ви е здравство? Зошто ви е медицина? Ако ја толку многу може тоа да помогне брзо да се откријат, да се може, не бива така, не бива. Не може секој да го Како ќе функционираат тие тестови? Како се земаат тие тестови? Се земаат од бриз од носи грло, орофарингелен и назофарингелен бриз. Некој треба стапче да ти бутне унутра. Сам ли ќе буташ стапче? Не е, значи има некоја опција што се вика медицина е потребна. Значи не може еди кој си и било кој си да ги работи тестовите. Затоа се вика здравствениот сектор. Добро. И уште една реченица, во упатството вели дека најдобро е овие да се прават за скрининг. Значи скрининг на населението, брз скрининг на потребите. Значи доаѓаш да се оперираш или доаѓаш било што да направиш, за 15 минути тест негативен од на операција. Тие што ќе бидат позитивни потоа треба PCR да направат. Не да се разбереме, ова е антигенски тест. И за ова тој што треба, значи 99 или 98,9% е позитивен тестот. Оној момент кога е позитивен, тој е позитивен. Меѓутоа може да има и лажно негативен. Затоа велиме, за тие што имаат епидемиолошка конотација, клиничка слика и да имаат тест кој што е позитивен, тие се 100% позитивни. Меѓутоа, доколку имаме негативен тест, а имаме епидемиолошка поврзаност и имаме клиничка слика, ќе отидеш да направиш PCR тест во овие редовни што сега ги правиме. Добро. Докторе, досега единствен начин за запирање на ширење на заразата е карантинот или затворањето, локдаун, како сакате наречете го. Последен пример е Мелбурн. Таму успеа да ја зауздаат после неколку недели, месеци затворање, но бидејќи има економски штети, нели, се трпи, затоа тоа е последното сценарио по кое се посегнува. Имате ли некакво здравствено сценарио, која е таа бројка на заболени или починати, која ќе ве принуди на таков чекор? Добро, значи прво Мелбурн и тие што направија такво нешто, нивното затварање, да не збориме странски термини, се направи 6 недели. Во едни одредени делови дури рекоа многу повеќе од тоа. Што успеава да направат тие? Да ја симнат на 168, од 168 пациенти, сега има 8 или 10 минатава недела. Што тоа значи во пракса? Дали сме прво ние спремни на како држава или која е таа димензионирана бројка да после таа бројка се прогласи нешто. Бев во четвртокот со министерот Филипче на состанок во влада, каде што сме дел од берлинскиот процес. Мора да знаете тоа дека во тој берлински процес, како што сега се прават преговорите берлински процес околу проблемот со Бугарија што го имаме, Македонија и Република Бугарија се водечки во моментов, се коорганизатори на тој берлински процес. Е сега, присуствува на онлайн, беше само германската амбасадорка со нас, а и ние двајца од Министерство за здравство и плюс уште една колешка епидемиолог од Министерство за здравство. Што се зборуваше на темата? Генералниот директор на СЗО за Европа децидно кажа: правете све што ќе правите, растегнувајте го здравствениот систем, превземајте мерки, не е опција полициски час и вонредна состојба. За грото од држави. Чешка, Полска, Словачка, Маđarска, Романија, плюс овие големи од оваа страна, Германија, Франција, Шпанија, Италија, Португал и не знам кој, дојдоа до некакво ниво. Пазите зошто е тоа прогласено. Заради тоа што не можат да го контролираат ширењето на вирусот визави здравствените капацитети.
Значи, Ние колку можеме да издржиме? веднаш ќе ви кажам. Франција имаше 36.000 случаи вчера. 36.000. Останатите нешто помалку. Знаете ли што значи на 36.000 случаи околу 80% плюс минус, согласно литературните податоци, се лица кои што ќе бидат асимптоматски или со многу лесна клиничка слика и ќе седат дома. 20% на 36.000 се 6.000 или 6.500-7.000. За тие 7.000 ќе има потреба од евентуално рентгенско тестирање, лабораториско тестирање, од кои 3 до 5% ќе завршат во здравствени установи со воспаление на бели дробови или други поголеми компликации на респиратор. Која држава може да си дозволи во моментов да има 100.000 респиратори? Освен Америка, Кина, евентуално Русија. Нити Европа нема 100.000 респиратори. Значи, бројот на заболени, бројот на умрени, за нас поважно од сето тоа, а е многу важно и едно и друго, е третото. Капацитетот на здравствениот систем до каде можеме да го растегнеме. Со други зборови, дали имаме лежечки капацитети за сместување на болни? Што во моментов ни се случува? Имаме околу 670. Добро, 700 за лесна математика 700. На прашањето до каде може да растегнувате? Дојдени сме на крајот. Повторувам, меѓутоа, се уште ја држиме под наша контрола состојбата. Зошто? Во моментов ја правиме или ќе ја направиме во најбрза можен рок и најблиска иднина, ковид болница 8 септември како што беше пред 4 месеца. Таму имавме околу 250 легла, ковид легла. Вкупната капацитет е над 400 легла, меѓутоа сега имаме само 5-60 легла, значи ќе дојдеме до некаде 2/3 од можниот капацитет на 8 септември. 60 легла има плюс-минус во болницата во Козле. Сега имаме некаде 20 на пациенти, значи до 60 можеме да одиме. Трето, зашто размислуваме ние? Третата институција. Сите оние институции во државата кои што се викаат интерни оделенија. Пред една недела, мислам, министерот беше во Струмица, каде што имаме 120 легла во новиот крак, во новиот тракт на интерно кој што е зановен, подновен и освежен. Интерни оделенија имаме во Тетово, Кубаново, Штип, Струмица, Охрид, Битола, Велес, Кавадарци, еве ги кажав 10 на 12. Што можеме да добиеме? Можеме да добиеме 400 легла од прилика, плюс-минус нови. За 400 нови пациенти плюс овие што ги имаме. 700 чи 1100 од прилика. 1100 од прилика. Што уште имаме на располагање? Јасеново, капацитет кој што лечи болни од туберкулоза, меѓутоа во моментов тие се сместени во Лешок. Имаме Отешево, каде што можеме да направиме уште нови 100 луѓе. Тоа се 1200. На 1200 додадете ги она што секогаш можеме да го направиме, рол болници кои што ќе се направат, ние нема да имаме 500 пациенти во исти ден. Рачунете дека некој ќе се излечи, некој ќе си отиде дома, некој нов ќе се хоспитализира. Значи ќе има не го посакувам на никого тоа, меѓутоа да и некој ќе почини. Значи, ќе имаме улаз и излаз. Италијанско сценарио да умираат луѓе по ходниците. Такво нешто верувајте дека нема да ни се случи. Зошто? Заради тоа што во секоја држава има опција Г или Ф, во која што целото здравство во државата ќе се претвори во ковид здравство. Значи, сите болнички кревети, сите доктори, сестри, болничари, лаборанти, хигиеничари и било што ќе се викаат ковид систем. Ние се уште не сме дошли до таму. Министерот разговара со лицата специјалисти, доктори по интерна медицина и ги повикуваме од приватното здравство да придат кај нас на помош. Меѓутоа, пазите, клинички центар Мајка Тереза не е воопшто опфатен, освен клиника за инфективни болести и дел клиника за пулмологија. Пазите, не заборавите клинички центар Мајка Тереза. Таму имаме еден куп клиники, 32 клиники има. Не дај Боже да го направиме тоа. Зошто? Па нема да имаме сообраќајки, нема да имаме сообраќајки, нема да имаме инфаркти, нема да имаме инсулти, нема да тоа никој не го посакува. Меѓутоа, она што стално го велам, дали ние и нешто друго можеме да направиме. Низ целава држава може да се направат подвижни болници. Ние немаме сила или немаме капацитет. Прашање кадар дали ќе има доволно, болници ќе се најдат, но значи најлесно е да речеме еве овде ќе направиме болница. Еде оди изгради ја. Оди направи ја. Значи, она што го баравме ние 16 рол болници да се направат, 16 во 16 центри. Од кога овој поим го знаете вие? Кога последен пат сме го кажале на телевизија, знаете? Требаше тие со Светска банка. Со Светска банка за тоа. Модуларните, да. Колку време сме го рекле тоа дека ќе правиме? Има 5 месеци? Сигурно има, да. Сигурно. Зошто не е направено? Па се знае препукуваат се да се. Ама нема препукување, луѓе, тоа е јавно, не е тоа тајна.
дека требаше некој парите што ни ги беа ветени за тоа, да ги даде за исклучиво за таа намена. Сега че имавме, знаете што се бара од нас? Како што е рол болницата на рол, ја ја викам COVID-2 на инфективна, да се постави постамент бетонски, за на него да може да се насади контейнер. Меѓутоа треба да се направи довод на струја, вода и пристапен пат. Тоа се бараше од нас. Да, за сите останати, не, тоа после се прави, откако ќе се направи. Ако го направивме тоа во летниот период, имавме кешарица, ние ќе завршиме работата. Значи, ние можеби до крајот на годината ќе направиме 2, 3 или 4, не знам, све зависи од зимата, градежните работи и капацитетот. Меѓутоа, факт е дека не се уште нови 400 или 500 кои што ги рачунавме таму легла. Докторе, во услови кога не се посегнува по ова најстрого сценарио, остануваат овие мерки, сега имавте 2 сета на мерки, најмногу контроверзи предизвикува за носењето маска на отворено. До сега разбирливо беше да се носе маска каде што има поголема фреквенција на луѓе, еве на пазари не може да се држи дистанца. Ама сега ова за на отворено, на луѓето не им е јасно, а и некои експерти не им е. Ајде да ги видиме од експертите па надоле да почнеме. Значи, толку се која е логиката вулгаризира. Да. Зошто еве во парк би носел маска ако околу мене нема 50 на 100 метри нема никој човек? Па кој бара тоа од вас? Па така е законски се. Значи, законска регулатива се вика закон е едно, подзаконски акти и протоколи е друго. Не може во законот да ви се каже запирка во услови тоа и да ви наведе 150 услови во кои што не може. Полицајецот кој ќе ве запре на улица вика не носите маска. Знаете како се вулгаризира работата? Човек што ора во трактор, во комбајн, се наоѓа на нива која што има 150, 200, 300 метра, околу него е нива и сам ора и става маска. Па немојте да ја вулгаризираме работата. Не може тој во комбајн или во трактор да носи тоа. Второ, прашањето од некои колеги. Јас се наоѓам на Шарпланина. Па наоѓај се твој проблем. Таму морам да носам маска, па не мораш. Кој ќе те контролира таму дали носиш или не? Значи немојте вулгарно да ги сваќате. Не, тоа е спортување веќе, ако го земеме спортување, планирањето, ама еве за во парк ве прашувам, еве во Скопје, во центар на град. 5 пати го кажав тоа, на широко ќе треба да ќе ни отиде 5 минути од емисијата. Ајде да ви кажам зошто. Зборував за тоа дека може да се створи респираторен облак, така наречениот флигеови капки и волфови корпускули, кој што при кивање, кашлање, гласно зборување, ја доволно да зборувам гласно со него и со некој што е до мене, и јас зборам, тој збори, двајцата не носиме маски. Од таа страна да преоѓам јас или вие во нашето гласно зборување. Со самото тоа што зборуваме, ние сфрламе капки во воздух. И вие кога се разминувате со мене, ги вдишувате тие капки. Експертите велат треба да има поголема доза од тие капки за да може да се заболите. На кој начело му пишува колкава доза има? Па на отворено тоа се распрскува, не дека стои така. Ајде што правиме кај вас во студио сега овдека. Ама ова е затворен простор за да на отворено. Ама еве замислите дека е така, еве сега ќе кажам дека е ова земја доле. Секое наше кивање, кашлање, зборување, плюкање внатре на таа песочна или прашњава површина се крева нагоре. Значи кога одите се крева и таа прашина. Доктор, има научен доказ, има некој заболен на ваков начин. Ама немојте бе луѓе да ја вулгаризираме работата. Не вулгаризираме. Докази. Ајде ќе ви го кажам кој научници други студии покажуваат. Оставите го тоа. Оставите го тоа. Научници покажуваат. Ајде се објасните. Еве на ова Кантербери некој Майкл Вит. Абе Кантербери еве јас сум Жарко Бери. Вика нема ниту еден нема така заболен. Абе нема, ја ви кажувам што се случува во зимски период. Имаме ковид, имаме инфлуенца и имаме аерозагадување. При аерозагадувањето се подобрува и се поспешува пренесувањето на ковид частичките, на вирусот. Значи, со маските од што се штитиме? Корона, инфлуенца, сезонски грип и аерозагадување. Со тие три, на кого му... Еве, вака ќе ја вулгаризирам. Нема штета да се носи маска 10-12 часа, некои се плашат Зошто да ја носи 12 часа? Кај тоа носи 12 часа? Еве на работа ако е 8 сати, после ако шета... Зошто му треба да шета? Нели рековме седите дома и не искачете и малце да се испазарува, да се прифаќам, носите ги 15 минути, пола сат маските. Ајде вака да ја речеме. Влегувам во ауто, што правам прво? Ставам појас и палам светла. Ама надворе 40 степени. Се гледа као најубаво што може сончево време. Зошто палиш светла? Зашто некој така рекол, некаде во светски рамки е речено дека од таа страна не знаеш дали вози луд, пијан, човек што не догледува и ако ништо друго, светлосниот рефлекс ќе му помогне. Зошто носите појас? За ако некоја будала те тресне или ти се треснеш некаде, за да не се утепаш. И некој ќе па не морам да носам. Па не носи бе батка. Значи се работи за следно. Некоја мерка што е димензионирана во моментов. Ние сме ја димензионирали заради три факти. На народот мора да му стане јасно.
Тамо каде што си сам на планина, водно, шар планина или не знам каде што дишеш воздух, никој нема да те контролира по тие патеките, кај чувај се на средноводно. Меѓутоа, еве ја ќе ви го кажам, живеам на аеродром. Одам во трговскиот бисер, се ме умилазам со стотина луѓе за да дојам до пазарот. Не да има докази дека така може да се разболи човек само ако се размине се. Луѓе, нема тоа, меѓутоа земете опцијата што ви ја кажувам. Ја не знам според оваа студија само 6% од луѓето се заболени надвор и тоа на концерти, на стадиони, никој не се разболел така во разминување. Чекайте, дали во Европа некаде има наредба за носење заштитна маска? Во било која држава? Еве, пошто читате странски, еве ја ќе ви кажам, али прво би ве прашал дали има некаде во Европа, па има. Па еве, нестручни ли се тие луѓе од тие големи држави од Западна Европа, Франција, Шпанија, Италија, Германија, задолжително носење на маска, па гледате дека сите почитуваат. Сите почитуваат, ова е Македонија, она е тамо Шведска, она е тамо Германија. Таму и нашите луѓе кои ќе отидат, најголеми германци и швеѓани се, зашто сите почитуваат. Ама знаете зошто? Гоце, знаете зошто? Таму не е дозволено на пример во ресторани да се седи четворица. Ма не е дозволено ништо. Кај нас може четворица да седеме у кафана без број сати, да јадеме, да пиеме, да зборуваме. Ако е на дистанца, каква дистанца на маса на пола метро, каква еве јас и вие сме на 3 метра. Ма вака не седиме во кафана, седиме еден до друг. Да, меѓутоа меѓу една и друга маса. Ама тие четворица може да седат во кафана и да зборуваат и да јадат и да пијат, а не може да седат надвор заедно и да во парк на пример да пијат. Во парк нека седат со заштитна маска. А во таму не може да пијат кафе. кафана носите маски. Не одите во кафана бе луѓе. Моментот не. Зошто не зошто во кафаните? Ние не можеме да речеме, Гоце. Ние не можеме да речеме дека Германија ги затворија рестораните. Таму задолжителни се маските, ама ги затворија и рестораните. Ај сега да вака да завртиме работата. Ние ги затвараме рестораните. Што ќе има дрва и камења по нас? Што ќе има? Ама се вие се грижите за рестораните или за здравјето? Ама ме прашате и тоа знам. Дали мерките се равно на економски мерки? Нема врска. Епидемиолозите носат епидемиолошки мерки. Така. Државата, читајте владата, носи економски мерки, не ние. Вие треба да се грижите да има мерки да не се шири заразата. Да не се шири и тоа го правиме. Ама што ќе му фали на некој? Абе немојте сега да ме. За рестораните е контрадикторно малку. Не е контрадикторно. Ако некој треба да иде во ресторан, нека иде. Ама ако не мора да иде во моментов. Никого нема на ништо да му фали да не оди во ресторан. Во моментов. Не зборам дека за 15 месец дена ќе биде другачија состојба, сигурно ќе биде. Во позитивна конотација зборам. Ама ако некој вика за инат ќе одам. Ај со друштво морам да се видам. Зошто? До кога мораш да се видиш? До 23. Па што ти фали до 23? Ама ја му сакам до 2 до 3 сабајле. Не мораш да идеш бе до 2 до 3 сабајле. Прашањето е од сите до мене. Чекайте бе луѓе, ја на никого во животот не му се мешам. Дали некој обичајува да оди у 10 навечер у кафана. Меѓутоа, ако ние сакаме на народот да му направиме услуга во позитивна конотација, дека престојувањето во локали, кафичи, кафани, ресторани, тамо кај што има концерти, журки или не знам што, е ризик секаде во светот, па и кај нас. Тоа веќе го документиравме. И зошто тврдоглаво идеме на тоа? Не бе, не е од тоа. Е од што? Прашате некој пушач зошто кашла, знаете што вика? Абе, не ми е од цигарите, тоа ми е од загадениот воздух. Па кој пушач вика дека кашла од цигарите? Некој кој ќе рече дека се заразил у кафана? Дел од луѓето, ај што не ни кажуваат податок при анкетирање. Вака велат. Со кого се дружите? Не знам со кого. Не знам ниту со еден од кого. политичариве не кажува каде се заболел. Абе, не сакам да те глупо е да зборувам за вашата личност. Еве за личноста на овој овде. Со кого бевте во контакт? Па не знам, со сите контактирам. Чекайте, вчера, завчера, прекчера, со кого бевте? Па не знам. Со кого се дружите? 2 пати не знам. Или ако знае, не го кажува името. Во истиот тој период, ние не можеме да ги пофаќаме тие што не ни даваат коректна анамнеза. Сватете дека некои луѓе злонамерно ни работат позади грб, не кажувајќи ги контактите. Тие контакти слободно се шетаат околу нас. Па еве и политичариве, ниту еден не кажа како се зарази, на пример. Тие треба да бидат најодговорни. Јас не можам за политичарите, меѓутоа за некои луѓе знам, затоа што од разговорот со нив, со кого беше не знам, со кого контактираше не знам. Абе вчера да ве прашам што ручавте, не знам. Со кого јадевте доручак, не знам. Со кого вечеравте 2 пати, не знам. Да не јадевте нешто од страна, појма немам. Значи со таков тип на одговори, дел од луѓето, не сите, дел од луѓето, свесно, несвесно, намерно или злонамерно, ги кријат тие лица со кои што биле во контакт, а тие слободно одат меѓу нас и ја шират инфекција. Кога сме кај политичарите, на таа пресконференција последната кажавте дека кај вас нема ургенција, дека тестирањето е кој дојде, тој ќе биде тестиран. Но забележливо е, например, политичариве сите, од портпароли, пратеници, министри, а имаат некакви симптоми, одма истиот ден и се тестираат и резултати добиваат, а обични луѓе чекаат со денови и за едното и за другото.
Како е вашето објаснување за ова? Значи, објаснувањето дента кога ја отворив COVID приемниот центар кај нас за тестирање, јас бев тој што ја организираше работата со 20 други колеги од микробиологија. Живи сведоци има меѓу тие лица што испаднаа позитивни, дали ќе потврдат кога би ги направиле во тие 3 дена, може би имаше стотина луѓе што се тестираа. Им реков на колегите, не примам никаква интервенција, не примам никаква врска. Застанете во ред, за 1 час сите ќе бидете завршени. Ако ја лажам и греф имам на душа, нека проверат во тие стотина луѓе што чекаа во ред. Им реков, секој ќе биде услужен на соодветен начин, на пресод, обеќав дека во понеделник са бајле. Пресод беше пред Може викендот. ги тестираат некаде друго место каде што вие не знаете, да. Значи, апсолутно може да се случи да дојде некој, вие ги нарекувате политичари, за мене се сите луѓе. Сите луѓе. Зошто и јас и вие да дојдете кај мене ќе ве турам во ред. Ама вие, јас сум познатиот новинар. Не бе батка, не ме интересира кој си. Апсолутно не е важно. Не ме интересира. Луѓето се битни за мене. Апсолутно. Да ги правевме мерките за одредени економски оператори. Никогаш ова немаше да го направиме со кафичи, кафани, ресторани или било што. Да го направиме ова за одредена категорија на политичари, па ќе да речеме за вас све е дозволено, вршљајте и правите што сакате. Уште еднаш, за да јавноста има сознание. Стручно-методолошка помош комисија на Министерство за здравство. Лица што работат про боно 26 години сум член на оваа комисија. Трето, про боно народот знае дека без пари работиме. Второ, дека сме лица професионалци од својата област. Дел од тие лица кои што барат викаат да вметнете ово или да дојде тој. Веднаш ќе речам, 4 епидемиолози, 3 инфектолози, 3 интернисти, 1 хирург, 1 невропсихијатар, 3 вработени во Министерство за здравство, од кој едниот е епидемиолог. Лица кои што се на врвна позиција и некој ќе ми рече зошто морате баш нив. Знаете ли што значи кога ја вашиот директор го инкорпорирам во некое стручно тело? Дека секоја наредба и одлука во вашата фирма ќе биде спроведена. Затоа имаме неколку директори и плюс државниот санитарен и здравствен инспекторат, кои што непосредно... Вашите одлуки се советодавни, сами кажавте. Ама ве молам, значи некој вели вака, кој знае кој сте вие собрани од улица. Еве вие предложивте Луѓе, ја имам свој интегритет во последниве 30 години. Да, побаравте, предложивте мерка да нема повеќе од 4 гости дома, но политиката не ви ја прифати таа одлука. Прифаќам, еве да ја образложам таа мерка за луѓето да бидат свесни што сме предложиле. Да не испадне дека некој сака полициски орган униформиран, дека ќе ви влезе дома, да ви вршља по куќа, дај да видиме колку луѓе се у соба. Нема врска. Сите знаеме, а сме сведоци на тоа, дека македонскиот народ, па и Балканов е таков, дека има слави, дека има прослави. На таа слава, еве ќе почнам од Свети Никола, па до Свети Јован, па до Свети овој, Свети оној. За Петков ден беше. Петков ден беше, ќе дојде Митров ден многу скоро. Што добиваме ние? Луѓето прават мини свадба или мини прослава, во која што има десетици луѓе на таа прослава. Кој носи маска на таа прослава ако ми е чичко, вујко, стрико или дедо со тоа име? Никој не носи маска. И уште една реченица, за да го потсетам народот и населението. Се случуваше ифтарска вечера. Се случуваше на Дижонска, оно што ние го добивме на фотографии. Знаете по колку луѓе имаше на таа ифтарска вечера? Стотици. Го имам фотографија. Можам да ви ја покажам по завршетокот. Ги знаете фотографиите. Према тоа, ако некој на некој му рече маска се носеше на 24 мај, па кој тој што ја носел? И само за да го потсетам населението. На 24 мај Скопје имаше 5 случаја ковид. 5. Сега колку имаме, знаете? Само во аеродром кај мене има троцифрено, ама првите 6 општини се троцифрени. Сега имаме нешто што активни случаи, ако ви текнува на крајот на таа графикон што ми го покажувавте. Неколку имавме активни случаи? 1960, мислам дека беа. Сега имаме 7000 и нешто. Прашањето е што? Па се мултиплицираат. Дел од непочитувачите, дел, значи не велам целото население, да не ме фатат за збор. Не целото население. Грото, јас би рекол, или најголем дел, сакаат да почитуваат. Зашто? Да, ама сега нив ги казнувате. Со ова со маските нив ги казнувате. Тие што абе не казнуваме, носи маска, никој нема те казнува. Нема зошто да не може да дишат воздух надвор, тоа е. Гоцебе диши, никој не ти е таму кај што треба, јас ти велам. Сега пред да влезам во студио, една колешка ми каже дека за малку ќе казнале во парк со детето. Била полицаец и дошол, ја гледа, не носи маска. Па нека носи маска.
Ама се зошто не може да подиши малку во парк, Па ако нека нема никој дише околу во неа? моментот, никој не смета. Меѓутоа следната Не може да му реченица. објасните на полицајците ако пишува. Ама не треба да им објаснувам, јас само кажувам дека мерката може да се спроведе таму каде што е потребно. А вие Каде што немојте, не може да се ама држи немојте дистанца, да нели за тоа беше дистанцата, нели тоа беше Ајде, 2 метра дистанца. Значи, Ова е за во светот, за во починатите. светот. Да. Ја мислам ќе ми даете Да. наш. Океј. Не, сака да ве Значи, прашам само колку една време, реченица колку за- време треба да чекаме да дадат резултати овие нови мерки? Еве, воведовте и тоа преполување на јавниот превоз, ограничување на ugostителските објекти. Колку време? Тоа е многу битна реченица, значи да не ја пресокнуваме туку така. Која? Донесовте јавниот превоз. Стојте. Значи, јавниот превоз во момент, Најбитно, да. само малку. Извинете. Да. Видете, оној момент кога ја донесовме мерката во април и мај, рековме дека во одредени општини се забранува меѓуградскиот и градскиот превоз. Читајте Тетово, Гостивар и оние кои што имаат голем меѓуградски превоз. Што се доби со тоа? Во извесен период ние ги стопиравме случаите. После тоа, кога видовме крајот на мај, дека состојбата е на 5% или 5,3% просечно позитивни тестови од вкупниот број на направени тестови, почнувавме да ги олабавуваме мерките. Народот тогаш почна да се занесува дека се што се прави во моментот, готово епидемијата заврши. Никогаш никој од нас, а јас сум излегол на 50 информативни соопштенија Па ја прогласи тој за умрено, нели? Бе, гоце, сега, па ме фаќате да. за збор, затоа што не сакам ви рекол докторе, да коментирам. Има лица кои што се нестручни, некомпетентни, неедуцирани и неинформирани. И ако почнеме тоа да го читаме на сајтовите, на медиумите, кај ќе ми биде крај? Еве, јас ќе ви речам една ординарна глупост. На Марс има живот. И докажете дека нема живот. Или дека има живот, уште полошо би било. А кога сме кај мерките? Нестручни луѓе се тие што излегуваат, а има уште па по лица кои што им веруваат на тоа што е уште полошо. Уместо, пак ќе речам, не мора мене да ми веруваат. Ве молам, не морате мене да ми верувате. Верувајте му на некој од светски ранг. Верувајте му на Ентони Феучи. Тој што му го советува Трамп. Човекот има 40 години искуство во нивниот CDC. Човекот два пати рече, треба да се почитуваат овие мерки. Маска, задолжителна дистанца иде. Некој околу Трамп го подучил господинот Трамп дека треба да се дезинфицираат лицата, па малце попите дезинфициран с малце увена. Па тоа е откачено, бе луѓе. Немојте така да се читаат или да се слушаат будалаштини. Трета реченица. Мерките што се кај нас, а повторувам, еве мене не ми верувате. На кого му верувате во светот? Прочитавте 10 луѓе од овие што се во одредени држави претседатели на комисија. Ајде, тие не знаат ништо. Ма истиот проблем ни е во сите овие развиени држави. На прашањето од сите што велат да ја смениме комисијата. Па зошто Меркел, Макрон, Конте, Борис Џонсон, што знам, Вучич, не знам кој не ги смени комисиите. Ма не е до луѓето. Комисијата се само 10-15 луѓе. Ние сме сосема мали, малку, и ако не смените не е греда. Нити работиме за пари, нити за углед, нити за не знам што. Ние сме си го направиле своето, мерките сме ги дале. Дали ќе се почитува? Па има органи што треба да контролираат. Има инстанци што треба да контролираат. Има народ кој што треба у глава да им влезе дека тоа треба да се спроведе. А ако се спроведе, па кој треба да направи полициски час? И уште едно за да ве... Зошто полициски час? Тоа сакав Еве, да ве и ако ме прашам, прашате- бидејќи да, и Филипче, министерот, и понеделник ќе биде гостин во Само вистина, но на таа пресконференција заедничка најавивте дека после овие сет мерки, ако не дадат резултати, нема што друго, треба полициски час. Сега сакам да ве прашам, бидејќи во Франција и Германија со тој нив делумно затворање нема полициски час, но се прекинуваат контактите, не се Ами нашево што ограничува е? движењето. Ами нашево ако се спроведе 23 часот нема кај да се Со оди. полициски час ако го ведете, вие го ограничувате движењето. Еве го не ограничуваме после 23 часот кој оди по улица. Еве за 3, 4, 5, 10 дена ќе застуди. Ќе биде минусна температура. Кој ќе шета у 2 по полноќ? Објаснете ми. Или кој у 2 по полноќ оди у кафана? Ако дадат тешки, нека дадат резултати. Ако не дадат резултати, што? Ние ги даваме оние мерки кои што се равни на нешто слично као полициски час. Зошто? Го намалуваме јавниот превоз со тоа што велиме. Велиме 50% од капацитетот на превозното средство, само толку луѓе може да има. Запирка. Со задолжително носење на заштитна маска, запирка. Со човек кој што ќе биде во градскиот превоз назначен, ја би рекол, ковид, ја едно време на некоја изјава реков, во мое време купувавме карти од кондуктор. Ковид редар. Ајде да наречете го Има и вие тоа, ковид да. редар, ја ќе го наречам ковид кондуктор, во кој што нема да пушта во автобусот,
Ако е автобусот 60 седишта, само 30, 31-иот се извинувам, нов автобус ке чекаш. Внатре не може човек да влезе без заштитна маска. Зошто? Па ќе правиме рации, во наводници рации. Ќе влезе полицаец и ќе види кој носи, кој не носи маска. Ќе казни на лице место. Нема дали сакаш или не сакаш, човече. Ти шеташ во просторија затворена, автобусот е затворија и шириш вирус. Не, сака да ви речем, И бидејќи уште една реченица, знам Да. дека ме прашавте за тоа да ви одговорам. Комисијата, па и ја вклучително, размислуваме 3 чекора напред. Зошто? Некој ќе ми рече, абе вие ништо не правите, само давате глупи мерки. Имам размислувано што значи локално затварање, регионално затварање и централно затварање на државата. А вие наречете го како го сакате. Дали полициски час или било кои други мерки на локално, регионално или државно ниво. И имам ставено тоа на хартија. Не, таму целта им е да ги Чекаме намалат 7 до контактите, 10 дена на прашањето Зато ги колку затворија чекате. рестораните, кафулињата, теретаните, кината. Све може да се затвори како што беше во март месец. Немој да мислите дека не може таква наредба. Ама не да се се направи. ограничува движењето. Ама со све може да се направи на исти начин. Оној момент кога државата, комисијата, владата, власта ќе оцени дека не можеме повеќе да се справиме со ова што ни се случува, мерката ќе се вика локално, регионално или централно затварање на државата. Ево, во Франција мора да се потпуне фулмур ако сакате дојдете на работа и евентуално до Па ние го имаме, ја имам пропусница за движење после 24 часот во секое време. Такви дел од луѓето ги има и порано. Докторе, она што е загрижувачки во Македонија е големата смртност, таа беше тој графикон вториот што го видовте. Не само во Македонија, секаде и во регионот и во светот расте бројот на ново заразени, но таму за разлика од кај нас бројот на починати 5-6 илјади се движи. Иако бројот на заразени од 200 и нешто илјади дневно на глобално ниво сега е скоро пола милион. Кај нас како расте бројот на заболени, така пропорционално расте и бројот на починати. Какво е вашето објаснување за ова? Моето објаснување е следно. Да имаше толку хоспитализирани и умрени, какви што се случуваат во последниот месец дена, ниједна држава немаше да има капацитет да ги прими тие болни. Со други зборови, вирусот работи и немојте да се занесувате дека е ова лесно заболување од кое што ќе помине како обична настинка или лесен грип и тоа е толку. 80% од луѓето ќе го имаат тоа, ама на 100 луѓе, 20 луѓе ќе имаат потешка симптоматологија, од кој дел од нив ќе бидат хоспитализирани. Значи за тие луѓе оваа болест е многу тешка, со големи компликации, дури може смртоносна да биде. Како може некој да рече дека ова е обична болест? Па не е обична болест. Вчера имаше од министерството тој 35 годишниот немал никакви други заболувања, немал никакви коморбидити. Ова стално го кажувам за да ме разбере и народот. Во една куќа, дали знаете сите греди дека се истако квалитетни? Или секоја арматура е исто квалитетна? Дека секој од нас навидум вака као ја ви изгледам здрав, ама не сум здрав. Зошто? Па има внатре откачени штрафови. Кај вас мислите дека се 103% здрав? Па не сте. Секој од нас над 50 години, а ја ги имам тие, имам над 60, има коморбидите диабет, секој четврти човек во држава има диабет, прикриен или манифестен. Секој трети и четврти човек во држава пати од хипертензија, лечена или нелечена. Секој човек во држава кој што има кардиоваскуларно промени на крвните садови, го имаат тоа, голем број на луѓе. Па ќе ми речете, ние сме болна нација. Не, голем број на лица кои што починуваат се над 60 годишна возраст, а јас и тие како мене спаѓаме во ризична група. Меѓутоа, Тоа има и на запад, веројатно не е ама само кај нас, секаде е така, влезели во старски дом вирусот, ршум прави. Ние тоа успеавме да го направиме да не влезе во старски дом, да имаме исклучиво популација која што се чува. Ние успеавме, нека ми каже некој дека не успеавме. Во градинките и основните училишта, кој пациент бил тешко болен и хоспитализиран? Освен она што било од мајка на дете во иста фамилија. На прашањето веднаш и Таму ќе се ви... почитуваат протоколите генерално и нема некои проблеми посериозни. И па зошто некој вика, што ги отворивте градинките? Што не ги затворите градинките, што не ги затворите школите? Па не е така. Дали Франција и Германија ги отварат и затварат? Не ги затворија, се затворија градинките и училиштата. Па зошто? А зошто ние училиштата не ги отворивме, тоа па не ми е јасно. Само до трето одделение. Еве сега ќе ви го објаснам и тоа. 10 пати сум го кажал очигледно, или народот не знае, или не сте информирани. Па секако децата се собираат, дали пред зграда кај вас се собираат во аеродром Одлично, одлично. Или Еве го сега што ќе речам на тоа. Првата реченица. Детенцето од 6 годишна возраст мора да има во животот еден авторитет. Дома е мама и тато, ама многу често се дедо и баба. Односно, чимо вие го скарато, но бегаха дедо и баба.
Авторитет кој што во животот мора да го створи се вика учителот, наставникот или тој што го едуцира. Тој е првиот момент. Второ, децата кои што се прво, второ и трето делини, ги учиме на основните мерки за спроведување на лична и колективна хигиена. Тие првачиња не учат сега задачи, не учат сега, него учат како се мијат рацете, како се одржува хигиената. Доколку во фамилијата има некој проблем, како да се заштитат од... Значи, ги учиме основните каутели на лична и колективна хигиена. После тоа почнуваат да учат она за што се учителите и направени, односно да ги едуцираат децата. Во градинките направивме 5000 тестирања на лица што се негуватели и учители во градинките нивни, учителки, така ги викам ја. Меѓу нив имаше неколку позитивни. Ги отстранивме додека не се негативизира. Во моментов многу посигурни треба родителите да се осеќаат за своите деца во училиште и во градинка него дома. Зошто? Да, па за тоа ве прошувам, зошто не учат и другите деца? Еве уште поголемите ќе ви одделенија, кажам, да. еве зошто ќе ви кажам. Маличките деца лесно можеш да ги канализираш кои работи треба да ги прават, а кои не треба да ги прават. Возрастните, хипотетички средношколци, се од дома до гимназија и од гимназија до дома. Е теа дружбата. Понатака, за време на голем одмор може да му речеш не приоѓај на другиот. Во автобус не правите муабет, носите маска. И сега не седат дома, докторе, сега и сега прифаќам, комуницираат. ма цело лето ги гледам пред зграда што прават кај мене. Затоа викам, тоа не значи подобро, да нема. ве молам, гоц. Подобро да ги канализираме кон наука и образование, отколку да ги затвориме и да ги пуштиме да циркулираат низ населба. Зошто? На тој начин спречуваме, детето мора да седи и да отвори компјутер. Зошто? Професорот, наставникот го евидентира дека е отворен компјутер. Не може да бега и да рече, слушај, наставникот, јас сега ќе се вратам, отидов нешто да си завршам работа. Не може. Значи, доколку имаме под контрола во градинки, основни и средни школи, вирусот нема да влезе. Секаде каде што имаме позитивно, е влезено од домашни услови во градинката и во школата. Да се вратиме на смртноста, Да се вратиме. На таа пресконференција кажавте дека 85% од тие што се починати имале некои други заболувања, најмногу Еве ви ги кажав, кои се точно знам, не е сега Добро. за јавност да кажам во кој точен процент, меѓутоа најголем дел има диабет, кардиоваскуларно заболување, хипертензија, односно зголемен крвен притисок, меѓутоа исто така имаат малигни заболувања. Добро, Дел од тие смртни ако е случаи- тоа така, зошто во септември одлучивте да се вратат на работа, на таков начин ги фрлате во оган луѓето? Значи, ако се тие најизложени на вирусот, треба да одат на работа со јавен превоз. Таму имаат контакти со луѓе. Зошто не се проложи таа мерка, вака, ако се тие најизложени, Добро, фактички добро. ги ризикувате тие луѓе? Добро, не ги ризикуваме. Секој од лицата, еве, ќе се ставам јас. Имам тешко хронично заболување, хронично дегенеративно заболување. Тука спаѓаат од лицата со тешки астми до тешки други заболувања на кардиоваскуларниот систем, малигни заболувања или не знам што друго, што ги ставивме во шема на разгледување. Како анализиравме? Лекари специјалисти, не јас сум епидемиолог, јас сум по заразни заболувања. Лекари специјалисти од браншата рекоа дека ова заболување може да влезе во групата на хронични. Тоа се професори од клинички центар, кои што дадоа до знаење дека ова заболување, кој што се нарекува малигно заболување, ама човекот е опериран пред 5 години или 10 години. Па тоа не е акутно. Ние зборуваме за акутна екзацербација на хроничното заболување. Медицински, што тоа значи во пракса? Влошување на актуелната состојба на одредено заразно заболување, за да на него му се попречи да функционира. Како функционираме? Матичен доктор ќе му даде упат, еве сум ја лицето со хронично дегенеративно заболување. Матичен доктор ми дава упат до лекар специјалист. Лекар специјалистот врз основа на актуелната моја состојба. Не сум кашлал пред 3 месеца, 4, сега ќе ме прегледа и ќе рече, овој човек не може да иде на работа, боледување 7 дена, 10 дена, 14 дена, колку треба. Претходно вие носевте одлуки како комисија до септември? Значи, повторувам, пак ми правите измена на тези. Ма не ви правам вие до септември. Ние донесовме и рековме до нова година трудниците сите седат дома. И сега е така. Така беше и за хроничните. И сега е така. Ама, Потоа за хронично болните рековте специјалисти. Гоце ви реков, 20% има диабет, 20% има кардиоваскуларни, 15% има 1% со инфаркти, има 1% со други. Па кој ќе работи во држава, бе, луѓе?
Дали ви е вас јасно? Ако се толку изложени, Ама подобро не да се работат, изложени, него да ние, умираат знаете луѓе. што им велиме? Носи маска. Дали знаете од што болувам јас? Не знаете. Ја ги имам овие симптоми истиве што ги кажав сега. Ама сум под третман. Сабали прво ќе се наголтам таблети, па после функционирам на работа. Сега кога би бил во таа група, ја требаше да не се бавам со оваа работа, да си седев дома. Ама замислете во една опција, која е таа богата држава што може да си дозволи, мала држава како нас Портабл, да имаме еден куп непродуктивно население што ќе седи дома. Колку тоа ќе ја чини државата? Не 1 милиарда кредити, 5 милиарди ќе ни треба. Зашо? Ќе седиме и никој нема да работи. Факт е, ако имаш влошување на актуелната состојба, одиш на специјалист, специјалистот ти дава 30 дена боледување, ако ти е влошена состојбата. Таквите не се сите во исти момент. Ние уште една реченица ти Прашање речем. да не фатат ковид, ако фатат, потоа е доцна. БЦ. Да. ХОББС, хронична обструктивна белодробна болест. Значи, едно влошување на акутната состојба, најчесто кај пушачи или лица што имаат проблеми со белите дробови. И са ти му викаш, не пуши, имаш белодробно заболување. Па не ми е од тоа, не ми е од цигарите. Ама, кога треба да бара бенефиции, еве ја имам ХОББС. Чекај бе човече, носи маска. Немој да бидеш во контакт со лица кои што се сомневаш дека се позитивни. Немој да одиш во кафич, кафан, ресторана, внимавај со кого дома контактираш, внимавај со кого на работа контактираш. Нели е тоа доволно? Сосема доволно едукација, информација и право му кажуваме кои се твоите права. Оди на матичен доктор, оди на специјалист, ако ти е влошена состојбата, ќе седиш дома. Ама не можеме анблок, 200.000 луѓе ќе седат дома. Па кој ќе работи? 200.000 се хронично болни? Па колку е, ја ви кажувам математиката, колку имаме кардиоваскуларни, колку имаме инсуфициенции некакви, колку имаме диабети, колку имаме, да не речам, повреди, трауми, инвалидитети, колку се бремени, па имаме само 20.000 раѓања годишно. Тие ни се најсветлата работа која што треба да ја чуваме. Сите бремени до нова година дома. Меѓутоа, немојте да зборуваме дека некој што оди на штаки или едва и може да оди на штаки, ќе го пуштиме на работа. Па нема да иде. Некој што имал инфаркт, па се знае колку трае рехабилитација од инфаркт. Не можеш да речеш ја има Ф, дали има Ш сега во моментот, или дали си пред 5 дена, 7 дена, 10 дена или 30 дена. Ама јас сум опериран. Кога од жолчка? Сега што да ти правиме што се Поинтата опериран? на прашањето беше дали може некако да се намали смртноста, ако таа е група на Смртноста луѓе може, што е меѓутоа, ајде вака да ја поставиме равенката. Почитувај ги сите мерки што ти ги кажуваме, избегнувај тоа и ќе живееш добро. Ама јас ќе се претворам во робот. Не бе батка, ова ќе трае кратко време. Нема да трае доживотно. Ние мораме да научиме да живееме со ковид вирусот. И втора работа што е најбитно за нас. Почитувањето на мерките сега да има ефект. Ајде сега нашата работа не чини. Зошто во Австралија чини? Зошто после 42 дена, ама како тие луѓе преживеале? Мелбурн е 4,5 милиона жители. Како преживеале? Па преживеале. Дали евентуално може после ова да ни се случат одредени психички, психолошки, не знам како ќе ги наречам трауми за лицата што имаат лица страф од затворен простор. Да, за такви ќе напишат пусулче и ќе може да излезе. Лица со специјални пропустници за одредени категории кои што имаат одредени заболувања. Да не ги кажувам одредени заболувања, како што направивме за лицата што имаат кучиња. Својот миленик да го изнесе повеќе пати во ден. Намалувањето на контактите не значи дека треба да се ограничи движењето, треба да се Ама не викаме да се ограничи, ние денеска немаме ни полициски частни ограничувања. Тамо каде што одиш, како да го најавувате, да. Еве го вака го најавувам. Не претрчувај улица кај што не ти е место ќе те собере некоја кола. Ама ја ги претрчувам, па ќе те собере кола. Немој тамо да се играш кај што има пукање. Зашо? Еден куршум може да биде залутан. Немој да се играте со болест каде што ние сите сматраме дека некаде може да ја има. Вклучително зошто не сам 2 маски со вас. Не знам зашто овде е дезинфицирано има. Не ме интересира 2 маски носам. Имате опција да не ми примите на студио. И ја тоа го почитам за себе, зашто ја имам фамилија и ја имам колеги. А вие може да не го почитувате, тој е ваш проблем. Ако вие не носите маска, јас си отидов. Имам јас така. Ако вие не носите, јас си отидов. Нема проблем, ја антитела имам. Антитела можеме да збориме, што значат антитела? Да, ја ќе зборуваме за тоа на крајот. Ајде. Сакам сега да ве прашам околу грипов, тука се главните стравувања дека ситуацијата дополнително ќе стане позагрижувачка откако ќе се појави грипот. Сега од тоа што го видов во вашите извештаи, 70 на луѓе има на нивото на лани овој период. Значи не е нешто зголемен. И се има критики дека многу доцнат вакцините. Србија почна од 1 октомври да вакцинира, крај на се уште не сте. Добро. На денешната седница зборувавме на таа тема за јавноста, за да не ме прашуваат 2 пати по телефон, ве молам да го чуете. Комплицирањето на актуелната состојба со сезонска инфлуенца, односно грип,
плюс ковид, плюс аерозагадување, при што флигавите капки и корпускули можат да погодуваат во трансмисија на вирусот. Зошто се штитиме? Се штитиме со маски. Точка. Значи, кога некој ќе праша зошто, е заради тоа. Дали во државата ќе дое грип? Грипот е сезонско, зимско, есенско заболување. Во Република Северна Македонија, последниве 30 години, од моја анкета што сум ја правил, меѓутоа епидемиолошко истражување, а јас сум тој кој што ги правил безброј предавања на таа тема, втората, третата и четвртата недела во календарската година 2021. Значи, некаде меѓу 5 и 15 јануари првиот талас ќе дојде, и она што се случува вториот талас, некаде, зашто грипот има вакво сезонско заболување по недели и по месеци. Кога може да се очекува? Се очекува на почеток на следната година, меѓутоа пред 3 години грипот дојде во декември. Зошто ова го кажувам? Зошто? Прво, бројот на постелите за лица хоспитализирани од грип може да се мултиплицира, затоа што и грипот оди со респираторна патологија, кој што покажува дека хоспитализацијата е заради запалење на белите дробови. Ако имаме ковид бронхопнеумонија и грип бронхопнеумонија, тие треба да ги хоспитализираме и да ги легнеме во болница. И од едното и од другото заболување може да се умре, со таа разлика што од грипот многу малку. Меѓутоа, на секоја година ние го велиме тоа вишок на смртност. На крајот на годината, кој ќе измериме, вишок на смртност, тоа е епидемиолошки термин, се констатира дека од одредено заболување, а ги имаме секое заболување по број на хоспитализации, во Завод за статистика може да се добие тоа, као податок, дека има лица што биле хоспитализирани и што починале од грип. За да не ни се случи тоа, евеа вакцинацијата. Од вакцината се штитиме како сезонска вакцинација во однос на вирусот кој што циркулирал минатата година на северната и јужната хемисфера. 4-валентна вакцина, направен е тендер на ниво на Министерство за здравство, вакцините доаѓаат на 5. Повторувам, 5. ноември, така барем е планот. Плюс минус. Зошто само 40.000? Еве сами велите 55.000, не 40.000. Значи имаме колку рекол министерство 40.000. Чекајте 55 нека биде. 55 де. Очекуваме дека лани беа 20.000. Добро. И па сега ги дуплиравме или има колку вие препорачувате? 300.000, милион. Сами велите дека има 200.000 хронично болни. Ако прифаќам. Треба издравствените Дали сите мислите дека ќе се вакцинираат? Па лани ги молевме луѓето да се вакцинираат. Предпоставам годинава ќе сакаат повеќе да да се видиме. вакцинираат. Лесно може да се набави втора тура. Прво треба да истераме таа тура што ја имаме. Да не испадне сме купили вакцини па ќе ги фрламе у Вардар после. Значи, заболувањето се манифестира со респираторна патологија. На прашањето ми верувате колку има грип? Колку? Избројавте? 70. 70. Тоа се influenza-like illness. Значи, болест слична на инфлуенца. Затоа што во лабораторијата на Институт за јавно здравје нема се уште диагностицирано вирусолошки. Тоа се influenza-like illness. Тоа се риновируси, аденовируси, параинфлуенца вируси. Како ќе се разликува со ковидов? Слични се симптомите? Како ќе знаат? Да, меѓутоа, лабораториски. Не може да мешаме флашата и чашата. Слична патологија, да, меѓутоа, сосема друга симптоматологија има грипот. Друг пат ќе ме повикате кога ќе дое сезона на грип, ќе раскажеме дефинитивно разликата меѓу А и Б. Меѓутоа, прво, вирусолошки, стеблото им е генетско различито. Сакам да речем луѓето како ќе знаат. Луѓето ќе знаат. Грип е, значи шчепати да те зграпчи нешто. 40 температура, 48 до 72 сата инкубација, запушен нос, сувана дразнителна кашлица, слабост, малаксалност, болки во зглобови, болки во мускули и она што се вика контакт најчесто е во фамилија и со некого на работа. Значи, тамо е сосема различито од ковид. Ковидот има симптоми кои што се манифестираат по завршетокот на инкубациониот период, кој што е најчесто 1 до 14 дена, меѓутоа просечната инкубација за ковид е 5,7 дена. Значи, денеска јас и вие сме биле во контакт, ни јас ни вие нема да утре се тестираме и да добиеме позитивен резултат. Ви препорачувам јас и вие да се тестираме петок, сабота, недела, понеделник, околу вторник, за да видиме дали е некој позитивен. Што не давате врски инаку. Па не давам врски затоа што нема да ми закажат за неколку дена сигурно. Ако дојдете не дај Боже во состојба, бидејќи држам до тоа. Врската се вика имаш ли тешка клиничка слика и дали си епидемиолошки поврзан со некој. Да сакав да правам врски, симптоми не може да се тестираат. ама ќе ги правев пред 27 години, не сега на 8 месеци 9 пред пензија. Сите обвинувања на моја сметка се викаат да сакав да бидам тоа што сега ми импутираат, ќе го правев кога бев дечко.
Не Така, на крај сме на емисијата, тоа сака да ве прашам, дали чувствувате некаква лична одговорност еве и како комисија за состојбата, дали мислите дека нешто можеше да Сме направите? погрешиле? Да, поинаку. Ајде сега да ве подсетам на нешто. Млад сте, меѓутоа ќе ве подсетам. 2018 година во државава имаше мали сипаници. Ви текнува, нели? Да. Пред 3 години. Не беше далеку, значи цела 2018. Кога почна да се разболуваат малите дечиња, меѓутоа и некои средна генерација лица од мали сипаници, ние како стручна комисија, тоа е истата комисија што е сега. Немој да мислите дека нова комисија се прави преку ден. Новата истата комисија, Жарко беше турска серија, ме вика. Зашо на секој втор ден излегував на телевизија. Па и вашите новинари, што се припадници на вашава куќа, прашуваа што докторе ни се случува. Тогаш алудирав, народе вакцинирај се, народе вакцинирај се, народе вакцинирај. Само на тој начин може да се победи болеста. Дадовме 55.000 дози. Прашањето од мене до вас, има ли мали сипаници во држава? Нема. Нема, да. Зошо нема? Зашо некој правилно е проценил работата. Благодарам. До тука. Предпоставувам дека Само малку. алудирате дека и Не само до тука, малку ве молам, до тука точка. Вторава работа ме прашувате за ова. Дали сме погрешили? Дали Ентони Фаучи погрешил? Дали Германија, Франција, Шпанија, Италија, Русија, Кина погрешиле? Како погрешиле? Со што? Па ова е нова болест од нова година навака. Кој можел? Ја у школа мислите сум учел за ковид? Ма јас сум ги учел коронавируси, не сум учел за COVID-19, COVID SARS-2. Никој од нас не учил. Ние се учевме во февруар месец, за разлика тоа што првиот кај нас позитивен беше 26 февруар, првиот смртен случај 21 март. Во периодот од јануар до март, па што правевме ни епидемиолозите? Читавме, штребавме, што сте вика, штребер. Ме разбирате што е тој? Доктор, не истече нешто времето, повеќе. само да ве прашам на крај, дали сте имале политички притисоци за некој од одлуката? Вие велите дека дајте, сте ова ве експерти. прашува, не знам, дали си само имал од политички министерот, притисоци. не знам некако дали... Дебре, луѓе, дај да се разбереме. Ја имам свој интегритет. Министерот можам да не му се допаѓам, утре Сабајле може да ме смени. Не мене, него целата комисија да донесе 20 нови луѓе. Ја не живеам ни за министерот, ни за владата, ни за власта, ни за било кого. Ја работите да ги правам професионално. Моја идеологија е епидемиологија, партиите на страна. Партиите нека се глоđаат меѓу себе, оставите докторите да ја работат оваа работа. Не ја довршив реченицата, пак ме прекинавте. Дали осеќам морална, државна Некаква или лична каква одговорност? лична одговорност, Каква да. политичка? Лично. Ја мислев политичка ќе ми речете. Не, политичка. Прво, нити сум политичка личност, нити имам членска книжка од било една партија. Тие што ме обвинуваат нека донесат дека сум член на таа партија. Нека ме виделе на некој митинг, нека ме виделе со некој освен службен контакт. А со сите сум контактирал. Од председател, премиер до техничка влада до министар. Меѓутоа, дали осеќам одговорност? Еднаш ка реков, ама и ке вас ќе речам, да не сум убил некого лично. Ама има морална, стручна одговорност. Е, која е таа стручна, што ја не сум ја направил и комисијата не ја направила, а ја направила Британија, Шпанија, Франција, Италија и не знам кој. Која мерка од таму ќе ми ја донесете овде и ќе ми речете, доктори, не докторе, доктори, оваа мерка од таму сте ја пропуштиле, тие ја вовеле, а вие не сте ја имплементирале. Ние донесуваме предлог мерки, се имплементираат преку други органи, а народот треба да ги почитува. За крај, апел ве молам. Ве молам, почитувани граѓани, да ја користиме заштитната опрема на соодветен начин. Маската не е за ставање под брада, маската е за ставање на нос. Да не се физички групираме на помалку од 2 метра и да ги често миеме рацете за да внимаваме како на своето здравје, така и на колективното здравје. Нема друг метод него да го имплементираме овој метод. За ваше добро и за добро на вашите фамилии. Нашите капацитети здравствени се ограничени. Ние немаме нови да продуцираме инфектолози и епидемиолози. Ова е се што имаме. Чувајте не нас, за ние да ве чуваме вас. Ете, се надам дека апел ќе допре до што повеќе од нашите сограѓани. Благодарам за вечерашното гостување. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што ова вечер бевте со Канал 5. Останете на оваа фреквенција. Благодарам.